Супер, готово. Да, ќе ви го испратиме, само да видам друга опција. Или го гледам екранот, или ви гледам вас. Добро. Да, Вака сега го гледам. не гледа. Ај кликни тука сончица, мислам дека ќе гледаме презентацијата сега. Како? Се гледаме моментално самите Да. себе. Сега гледаме презентацијата. Така, но вака јас не ве гледам вас. Ако има нешто, викајте. Важи, јас ќе пратам чат, ако има некои прашања ќе те информирам. Важи. Во ред, еве стигнавме и до оваа фаза, да започнеме со поддршката преку грантовата шема, која што, како што знаете, од самиот почеток е ограничена, всушност се однесува само на вашите организации кои што учествувавте и ја завршувате Академијата за циркуларна економија. Ќе ви го пратиме материјалот и презентацијата, но и целиот материјал со насоките, каде што малку подетално е објаснето, но во основа е тоа што денеска ќе ви го пренесеме со Маријан. Целта на оваа грантова шема уште на почетокот во повикот беше нагласено да се обезбеди финансирање на вашите иновативни идеи и циркуларни бизнис модели по завршувањето на Академијата. Висината на грантовите е максимум до 8.000 евра за нивно спроведување во наредниот период. Она што би сакала сега да го нагласам, што ќе го забележите и во критериумите за евалуација, е дека ги поттикнуваме и бараме проектните идеи вашите проектни идеи да имаат потенцијали за надградување и за повторување и да имаат аспекти на додадена вредност, како што се вклучување на ранливи групи, родова еднаквост, работа со млади училишта, соработка со властите. Ова исто така беше уште на почетокот нагласено, а и во самиот наслов на проектот во рамки на кој ги доделуваме грантовите е всушност граѓанското општество и младите за инклузивен и одржлив развој преку циркуларната економија, така што циркуларната економија е средството преку кое што сакаме да дојдеме до поодржлив и до инклузивен развој и не би сакале тие цели да ги изумиме во овој процес. Кои се потенцијалните активности? Исто така уште во самиот повик беа наведени потенцијалните активности и вие врз основа на нив аплициравте со иницијалната идеја за учество во Академијата. Тука немаме промени, значи за развој на циркуларни бизнис модели, испорака на услуги, намалување на конзумеризмот, да промовираме транзицијата од линеарна кон циркуларна економија, што подостапни за широк опсег на граѓани, повторно инклузивноста, значи вклучувајќи млади, постари лица, жени, лица со попреченост, маргинализирани групи и секако да го подобриме управувањето со отпадот и неговата употреба преку различните видови активности и здружување на луѓето и бизнисите околу заеднички интереси и грижата за животната средина. Потенцијалните активности исто така беа наведени во самиот повик и сега, значи тоа се започнување и надградување на вашите иновативни идеи или економски активности, отворање дизајн, развој на циркуларни бизнеси, промовирање концепти за циркуларна економија, потоа создавање на граѓанско ориентирани модели за јавни услуги, пилот активности, тестирање и пилотирање на иновативни пристапи за спроведување исто така на бизнис планови и одржливи стратегии, спроведување на едукација, јакнење на свест и комуникацијски кампањи за промовирање на екоиновации, зелени и циркуларни бизнеси и воспоставување соработка со бизнисите, образовните институции и властите, како и организирање на креативни и предприемачки настани, собири, работилници за застапување и граѓански акции.
Неоправдани активности, значи ова не беше наведено во самиот повик на почетокот кога аплициравте, сега го дополнивме врз основа на процедурите на Европската Унија, да нагласиме што не е оправдано да имате во вашите активности, листата ќе имате исто така во материјалите кои што ќе ги добиете. Значи ова е генерално за сите повици за поддршка кои што се финансирани од Европската Унија. Значи не се оправдани активности што се однесуваат само или главно на индивидуални спонзорства за учество на семинари, конференции и работилници, оние кои што се однесуваат само на индивидуални стипендии за студии, за курсеви, кои се за еднократни конференции или слични настани, значи нешто што еднаш се случува и толку, нема ни пред, нема ни потоа. Активности што се однесуваат само и главно на академски истражувања или физибилити студии, исто така не се оправдани. Активности не да не се оправдани, но ако се само тие и главно тие, ако се дел од некој процес, истражувањето, студијата, секако дека може, иако е неопходно за тој процес, секако дека може да биде вклучено. Активности кои се однесуваат на инвестиции во инфраструктурата и суштински фокусирани само на набавка на опрема, активности поврзани со политички партии, политичка и партиска или верска природа, секако не се оправдани и поддржани. Активности кои што се во корист на поединци исклучиво и ограничени групи на поединци, активности кои што дискриминираат поединци или групи на луѓе врз било која основа, активности што спаѓаат во основа се во надлежност на одредени институции, локални или државни и служби. Едноставно не е можно ние да го преземеме тоа, зашто тие имаат одговорност и надлежност, ние можеме да помогнеме, да придонесеме, да ги поттикнеме, да ги извршуваат своите обврски, но не и да преземеме нивната улога. И за тоа да бидеме финансирани од ЕУ. Ретроспективно финансирање за проекти кои што се веќе во реализација или се завршени не е можно. Активности кои што се финансирани од други програми од Европската Унија, акции кои што се поврзани со добротворни донации и хуманитарни активности, основно финансирање на апликантот или партнерите, значи основно финансирање, кога велиме главно за организацијски трошоци, значи тоа не е можно. Купување и реновирање на згради, канцеларии или реконструктивни работи и активности кои што се реализирани пред подпишување на договорот, исто така не може да влезат и да бидат поддржани, како и акции насочени кон активности за остварување профит, не може да бидат поддржани. Веројатно ќе имате прашање на оваа тема, меѓутоа ние уште на самиот почеток на првата инфосесија нагласивме дека Европската Унија со овој проект не може да поддржува бизнеси, не може да поддржува социјални предпријатија, туку само граѓански организации, затоа и повикот беше лимитиран на граѓански организации, односно и непрофитни организации, така што и целта не може да биде поддршка на активности за остварување профит, но како граѓански организации вие можете да имате економски активности со цел да се поттикне, да се развива процесот понатаму и да ја овозможите вашата одржливост на организациите. Времетраење и големина на грантовите, знаете дека се за период од 8 до максимум 12 месеци, меѓутоа временската рамка ја нагласуваме сега, тоа е од сега, од јули најрано до најдецна крајот на јуни 2026. Подоцна не можат да бидат. Значи, ако траат 12 месеци, мора да започнат сега од 1 јули и да траат до крајот на јуни, заради тоа што нашиот проект всушност завршува на 14 октомври. Вие ако грантовите ви завршат на 30 јуни, имате 30 дена рок за поднесување на финален извештај, тоа ќе биде веќе јули. Ако имаме доправки, преправки, ќе фати август и
проектот ќе заврши. Така што тоа е временската рамка во која што може да се спроведуваат вашите проекти, заклучно до јуни 26-та. Ако траат помал период, ако не мора да почнат од јули, може да почнат од септември, секако договорот би го подпишале од јули, за да може да ги бркате административните работи, но најдоцна до јуни мора да завршат. Износот кој знаете, максимум 8.000 евра, вкупно 64.000 имаме за максимум 8 гранта. Кофинансирањето е дозволено, не се инсистира, не се бара, но се поттикнува, се охрабрува. Локациите морат да бидат на територијата на Македонија, значи не е можно cross-border, international и слично активности и трошоци да имате и со примарна употреба на локалните ресурси. Клучните датуми, ова е денешната инфосесија, рокот за поднесување на апликациите ќе биде 12 јуни, потоа демоденот најавено вие веќе дека ќе биде на 25 јуни како целодневен настан. Маријан ќе каже повеќе за тоа како да се подготвите за него. Потоа, објавување на добитниците ќе биде истиот ден на демоденот, каде што всушност вашата презентација ќе биде пред жирито, потоа жирито ќе се повлече и ќе донесе одлуката, со тоа што ние потоа ќе мораме да известиме Европската Унија и да ни го потврдат тоа пред подпишувањето на договорите за грант. Ќе видите и во материјалите доколку од било кој причини Европската Унија има задршка за било кој од грантистите, од избраните добитници, можеби нема да можеме да го подпишеме грантот, но вие би знаеле подобро од нас дали изошто би можеле да се најдете на некоја таква листа. Подпишувањето на договорите за грантови предвидуваме да биде до 9 јули и се надеваме дека ќе успееме да се држиме до оваа рамка. Тоа ќе треба помине кај нас низ систем за одобрување. Знаете дека People in Need е организација со седиште во Прага, во Чешка, така што имаме малку покомплицирани системи, но ќе гледаме да подготвиме се однапред. И исплатата на првата рата да ја имаме веќе средината на јули. И напоменав временската рамка за спроведување на вашите проекти до јуни 26-та година, почнувајќи најрано од јули, завршувајќи најдоцна јуни. Корисници, знаете веќе дека можете исклучиво да бидете само вие кои што учествувате на академијата и кои што се присуствувале на минимум 80% од модулите и ги реализирате, учествувате на сите менторски и експертски часови. Овие работи кои што досега ги зборуваме во основа беа наведени и во самиот повик, но како што кажав, посебните упатства ќе ви ги пратиме денеска најдоцна утре предпладне за да можете да ги имате пред вас во подготовка на вашата апликација, затоа што ќе треба убаво да ги следите. Трошоци, кои може да бидат оправдани трошоци, исто така беше наведено во самиот повик на кој што аплицирате. Значи, трошоците кои се директно поврзани со целите на грантовата шема, прототипирање на производи и услуги во циркуларната економија, персонал директно што учествува во спроведувањето на проектите, но на проектот вашиот со кој што аплицирате, но не повеќе од 20% од вкупниот буџет, оние кои што се наведени во доставениот буџет, значи ако ништо надвор од тоа не може да биде поддржано, направени за време на спроведување на проектот, не може да нешто што е пред тоа што се случило направен трошок, може да се идентификуваат и потврдат со придружни документи кои што ќе ги доставите, сметководствени и други документи, фактури, договори и слично, усогласени со барањата на важечките даночни законски прописи, разумни, оправдани и не знам зошто во првичниот повик изгледа дека не било вклучено рентање на опрема или мебел или купување само ако е во оправдани ситуации, но не повеќе од 30% од вкупниот буџет на проектот и само ако е за постигнување на целите на проектот.
Листата на неоправдани трошоци е многу подолга. Овие овде како што се наведени беа од самиот почеток нагласени, значи долгови, камати, не поддржуваме, резерви било какви за покривање на загуби и слично, не поддржуваме. Потоа трошоци кои што се финансирани од друга акција на Европската Унија, друг проект, купување на земјишта или згради исто така не поддржуваме, не има толку пари во вашите проекти, загуби од промени на валутата, потоа бонуси не може да се поддржуваат исто така. Ова се генерално оваа листа е од Европската Унија и важи за скоро сите проекти кои што се финансираат од Европската Унија, кредитирање на трети лица, плата и надоместок за персонал на јавна администрација. Оваа листа на трошоци, се извинувам само секунда, мислам дека не ги ставив сите овдека, е многу подолга во описот во упатствата кои што ќе ви ги пратиме, значи листата на неоправдани трошоци, и ќе треба убаво да ја видите за да не направите грешка при планирањето. Ова е материјалот кој што всушност ќе ви го пратиме. Тие неколку основни беа наведени уште од почетокот, но листата е прилично подолга, но нема нешто што сигурно што е сомнително, ја поминавме убаво со Маријан вчера, значи набавка на алкохол не е дозволена, тоа го знаете во сите проекти финансирани од други донатори, тоа не е дозволено. Потоа сабгрантирање во овој случај не е, илегални активности, напоменав крос-бордер акции не се дозволени, интернационални патни трошоци исто не се дозволени, такси, даноци и така натаму кои што се враќаат евентуално во нашиот случај тоа го немаме. Ќе си ја погледнете листа, проекти што се штетни за околината, сигурно дека немаме такви. Ќе си ја погледнете во материјалите убаво листата да не должиме денеска. Постапка при за поднесување на апликациите ќе ви ја пратиме заедно со упатството за грантовите и апликацијата финална, пријавата која што треба да ја пополните, во која што ќе бидат вклучени акцискиот план и бизнис моделот Canvas на кој што работите веќе со менторите и во Excel форма буџетот на кој што исто веќе работите со менторите. Потоа придружна документација која треба да ја поднесете. Вие на почетокот кога аплициравте за учество во академијата поднесовте статути, тековни состојби и така натаму. Меѓутоа тогаш помина прилично време. Некои од материјалите како статут кој што го имате еднаш направено и сигурно не ви е изменет во овие 7-8 месеци, нема потреба да го поднесувате повторно, но за жал мора да имаме тековна состојба нова која што не е постара од 6 месеци. Потоа билансна состојба, односно финансиски извештај за 2024 година, тоа го имате поднесувано во февруари веќе. Кога аплициравте за учество во академијата, ни поднесовте за 23-та, сега и за 24-та ги имате веќе и може да ни ги доставите. Изјава за подобност, ако се сеќавате на eligibility sworn statement што ја пополнувавте, исто така тогаш. Сега, ако треба да ја поднесете само во случај, ако од кога аплициравте во септември, во октомври, ако од тогаш до сега имате некаква промена во организацијата на лидерството, промена на подписникот. Во тој случај треба да ја поднесете одново подпишана изјавата за подобност, бидејќи имате друг подписник. Ако немате промена во овој период, нема потреба, веќе ја имате поднесена. Значи, тоа се придружните документи, тековна состојба, билансна состојба за 24-та само и изјавата за подобност само ако имате промена во подписникот. Дополнително, пред подпишување на договорот, оние кои што ќе бидат избрани за грантови да добијат, ќе треба да ни достават лична карта на подписникот, копија од лична карта и потврда од банка дека
сметката ви е активна. Сите документи ги поднесувате во електронска верзија, како и првиот пат, во Word, односно во Excel, во оригинал и во PDF со подпис, подпишан, максимум 10 мегабајти. Рокот за поднесување, веќе го кажавме, 12 јуни до крај на денот на адреса на People in Need со предмет на пораката апликации за грантови за циркуларна економија. За демоденот оставам на Маријан да ви извести дополнително. Евалуација и селекција на проектите, споменавме ќе биде направена предходно, затоа ви даваме рок до 12, затоа што жирито ќе треба да има време да ги помине апликациите и да ги оцени, но на самиот демоден вие ќе ги презентирате, ќе имате можност да одговарате на прашањата, исто како што беше првиот пат, но беше онлайн, сега ќе биде во живо. И потоа жирито ќе има состанок на кој што ќе ги разгледа и првичните своји оцени и врз основа на вашите презентации, доколку има измени, ќе разговара и ќе донесе одлука. Критериумите за селекција не се многу различни од тие кои што беа за учество во академијата, со тоа што сега се фокусираме повеќе на вашата проектна идеја, на акцијскиот план, го додаваме буџетот секако и на она што е дополнителна вредност, односно инклузијата, вклучување на ранливи групи, родова еднаквост, млади, училишта, власти и слично. Ова е листата всушност на критериуми, ќе имате во материјалот кој ќе ви го пратиме. Значи, ако минатиот пат го оценувавме и вашето искуство, сега се одржуваме на вашите човечки и финансиски капацитети за да можете да го спроведете грантот. Циркуларната бизнес идеја останува истиот начин на оценување, но вие очекуваме дека во овие 7 или 8 месеци ја развивте, ја разработивте и дека ќе имаме попрецизна содржина и појасна сега. Потоа акцијскиот план и буџетот, како што напоменав, кој што го работите со вашите ментори, ќе биде исто така предмет на евалуација. Потенцијалот за надградување и за повторување, вашата расположливост и желност да учествувате во активности за споделување на искуства, поттикнување на мрежување, размена на знаење и ресурси. Потоа, ова беше исто така елементи претходниот пат за импактот на животната средина и социјалната средина исто така и иновативност. Тоа се критериумите за оценување, критериуми за исклучување, кои може да бидат, да не можете да добиете грант. Тоа се доколку едноставно не поднесете апликација сега, не ги поднесете документите или не ги поднесете комплетни документите. Знаете дека во секој процес на селекција прво одиме низ административна проверка, проверуваме дали се комплетни документите, дали се е пополнето во апликацијата и се е доставено и дали е на време. Доколку не, едноставно не може да се оди ниту на евалуација, а потоа доколку едноставно не учествувате, не се појавите на демоденот, доколку не сте волни и спремни да учествувате во активностите за мрежување и за споделување на искуствата во рамки на проектот и секако етичките клаузули на Европската Унија и Кодексот на однесување се особено важни, како да нема конфликт на интереси, да се почитува животна средина, човекови права, работнички стандарди, да нема експлоатација на деца, сексуална експлоатација и така натаму. Во спротивно, пријавите би биле одбиени или договорите прекинати. Начинот на исплата по добивањето на грантови, ова е поважно за потоа, но убаво е да се знае и од почеток. Мислам дека беше наведено исто така и во првичниот повик за академијата. Оди во 3 транши, во 3 рати. Првата е 50%
по потпишување на договорот. Потоа втората е 40% по поднесување на првиот извештај, финансиски и наративен извештај, што во договорите ќе биде наведено и во комплетниот документ што ќе ви го пратиме. Ставивме и рок некој тука, размислувавме малку со Маријан што е разумно. Иницијално велиме потрошење на минимум 75% од првата рата која што сме ви ја исплатиле и секако одобрување на вашите наративни и финансиски извештаи, но ставивме и рок поднесувањето на наративните и финансиски извештаи да биде најдоцна до декември оваа година, односно исплатата на следната рата да биде во јануари, не најдоцна до декември, да биде за периодот до декември во јануари наредната година и потоа да биде исплатата на ова средна рата. И конечната исплата од 10% е всушност по поднесување на финалниот извештај, што веќе напоменавме, проектот може да го завршите до јуни, значи во јули би требало финалниот наративен и финансиски извештај. Секако со извештаите се поднесуваат и придружните документи, фактури, договори, тајмшити и слично. Но за тоа ќе имаме понатаму инфосесии со добитниците на грантови за конкретните упатства за спроведување на проектите, а секако ќе биде наведено и во договорите за грант. Известување, напомена, веќе врзано и со исплатата, наративен извештај, финансиски извештај, значи и оној интерим што го викаме извештај и финален извештај и пропратни документи што обезбедуваат докази и програмски и сметководствени за секој трошок и за побараните средства. Инаку, тука исто да напоменам дека заедно со доставувањето на извештајот се поднесува и барање за исплата на следната транша, зависно од тоа колку сте потрошиле и колку ви е потребно. Ова е важен, многу важен момент, дека во нашиот договор со Европската Унија стои дека не поддржуваат никакви трошоци кои што вклучуваат ДДВ, така што ќе бидете веднаш по потпишување на договорот со нас, ќе треба да поднесете барање за ослободување од ДДВ и всушност да можете да ги плаќате сите трошоци без ДДВ. Овој момент го споменав и претходно, значи рековме дека ќе бидат исклучени организациите кои што нема да бидат волни да учествуваат во активностите за мрежување и за размена на знаење, меѓутоа еве да го нагласиме и овдека, всушност ќе имате можност да ги представите своите идеи во текот на спроведување на грантовите, кога веќе ќе достигнете до одредена фаза, значи тоа најверојатно би било почетокот на наредната година или на есен некаде, да ги представите своите идеи, своите бизнес модели во некои од средните училишта и младинските центри кои што се вклучени во рамки на проектот. Имаме 10 текстилно-кожарски училишта и 10 земјоделски, односно прехранбени училишта кои што се вклучени во проектот. Ние можеме да ви дадеме целосната листа кои се тие училишта, да видите кои ви се најблиски, не само територијално или географски, туку и со она што планирате да го работите, за да можете вашите проекти, вашите активности да ги презентирате, да ги споделите со младите во училиштата и во центрите, едноставно да ги инспирирате за тие нешто слично да направат во својата заедница. Тоа е тој момент за надградување и реплицирање кој што го споменуваме. Исто така ќе имате можност за присуство на 2 настани, еден е за време на глобалната недела на претприемништвото во ноември оваа година и следниот е настан кој што ќе го направиме во рамки на проектот некаде на пролет наредната година или во јуни.
на сите вклучени корисници во проектот, и училиштата, и младинските центри, и вие како организации, како и грасрут организациите кои што исто така се вклучени во обуки и ќе имаме и од нив добитници на грантови. И како што напоменав, по добивањето на грантот, по склучувањето на договорот, исто ќе имаме за грантистите информативни сесии за запознавање со условите, спроведување на проектите, финансиски и обврски, исто така набавки, како и за видливоста на вашите акции што се финансирани всушност од Европската Унија. Ќе ви доставиме соодветни упатства и процедури кои што ќе бидат всушност составен дел на договорот кој што ќе го потпишете, но на овие инфосесии ќе можеме подетално да ги представиме и да разговараме за нив. Тоа би бил во основа мојот дел. Доколку имате прашања, повелете. И одиме потоа со Маријан со презентација на апликацијската форма и подготовка за демо денот. Ако сакате, можеме сега со прашања врзани со ова доколку имате, а можеме и на крајот, повелете. Да, јас сум Сунчица сега за овој дел прашање, извини Јасмина, затоа што вака личи комплициран, дури не го прочитате, тоест дури не го прочитате гајдот, затоа што е генерално се она што го работите на други проекти. Овие трошоци оправдани, неоправдани на секој проект се тие, дека нема алкохол и такви ствари. Нема некои специфично работи што се тука за оваа грантова шема за разлика од другите. Така да овој дел е малку комплициран, ви викам уште еднаш, дури не ги добиете и не ги прочитате, а горе-долу се истите тие што ги аплициравте кога аплициравте за академијата. Јасмина, извините, прекинав, поведи со прашање. Да, за копија од лична карта и трансакцијска сметка. Сега ние пошто аплициравме од организација, дали треба од управител или и дали трансакцијска сметка треба од самата организација или од директорот, основачот. Тој дел ме збуни, тоа е едното прашање. Добро. Сега Сунчица, дали да ти го поставам и второто прашање? Еве, прво ќе кажам за ова кратко. Всушност тоа е пред потпишување на договорот. Не треба копија од лична карта од оној кој што е законски застапник на организацијата, кој е потписник, значи кој треба да го потпише договорот, и потврда од банката дека сметката на организацијата е активна. Добро, сега ова последно прашање, дали на денот треба да присуствува за потпишување на договорот, ако сме избрани да речеме? Не. Ќе ви објаснам потоа ќе биде демо денот, да. Потоа ќе биде потпишувањето. Демо денот е презентации и славење. Значи ништо повеќе од тоа. Папирологија нема, освен нешто со нас ако треба да довршите од академијата, не сме потпишале, не знам, листа на учесници и некои други ствари. Или генерално демо денот е за тоа, администрацијата за проектите, за тие што ќе добијат грантови, следува после тоа и Сунчица, како што ви напомена, мислам дека на кај 9 и 10 јули се очекува да се довршат договорите и првата транша да биде една недела подоцна, значи околу 16 јули. Јасно. Да, иако организацијата добива грант, организацијата ги прима парите, мислам дека се бара лична карта ради законскиот застапникот по закон на правни лица. Лична карта, ама пак генерално го водите проектот како организација, не како индивидуалци. Готово. Сега второто прашање ми е, Сунчица, ти баш кажа дека тука би имале прашање, не смеме да оствариме профит. Сега не знам дали точно го разбрав тој момент, ама ние ако правиме некој производ, и сега циркуларна економија, тоа ако сакаме понатака да го продаваме, што треба да правиме? Да ги донираме? Ако го добиеме тој грант, ние треба да направиме пилот производ. Ова ме збуни скроз, не знам сега дали имаме време, дали подоцна ќе ми се одговори, така да може да се продолжи со сесијата, ама ова ми е битно прашање на кое што сакам да добиам одговор. Дали сега, дали по мејл, не е битно. Да, значи, вие сте непрофитни организации и по дефиниција не смете да остварувате
профит. Вие можете да генерирате средства. Значи можете да продавате производи и за нив да добиете средства, меѓутоа тие средства треба да бидат вратени во организацијата и да бидат употребени понатаму во организацијата. Не може да бидат добивка или профит како што остваруваат бизнисите. Во основа тоа е тоа. Значи можете да имате економски активности, можете да работите, да продавате, но како непрофитна организација не можете да си поделите профит, да си поделите Значи да ги бонуси. преименуваме тие средства кон некоја друга ствар за самата организација. Така, да. Готово, јасно. Така, како и се Благодарам. останато, Јасмина? Значи, ако утре вие добиете тендер, не знам, за изработка на некој истражување, тие пари ви се економска активност. Ако утре продадете, например, од вашата организација некој мерч, тоа ви се пари од економска активност. Ама не се регистрираат како профит, затоа што не може да остварувате профит и генерално завршуваат пак назад во организацијата. А во рамки на проектот не сме да се однесувате класично као газди, супер сега ние направивме 10.000 евра од ова, ајде тие пари нема да постојат во организацијата, тоа е целата цел. Инаку како економска активност, како revenue stream да, затоа што и целта на оваа академија да направите нешто што ќе имате економска активност. Јасно, готово. Да, Благодарам. но примарната цел тоа зошто го правите не е самата економска активност, туку нели намалување на отпадот, заштита на животната средина, придонес во заедницата, вклучување на другите групи во тоа и така натаму. Тоа е поентата всушност. Готово, благодарам, убаво ми дадовте одговор. Фала ти, Јасмина, на прашањата. Ве молам други прашања. Знам дека има. Не, мислам, ние не викаме сега дека не може да ни поставите прашање, а од која ќе ги добиете сите документи, само ако ги решиме сите прашања сега овде, тогаш ќе си олесниме работата и наша и ваша, заради тоа што ќе ни се многу појасни сите ствари. Димитар, повели. Добар ден на сите. Навистина имавме така убава можност да се запознаеме со сите аспекти на апликацијата што треба да бидат содржани. Мене ми е се уште дилема дали може да направиме евентуално варијантна, да речам, апликација во смисла да во зависност од тоа што би можеле да постигнеме со самите средства кои што ќе бидат доделени, да видиме до каде би можеле да одиме со самиот проект, односно во смисла дали тоа да заврши со feasibility студија, дали да имаме некоја бета верзија на она што би го произвеле како производ, дали би оделе со некои, да речам, средства кои што би можеле да понатака да ни овозможат производство и така натаму на планираниот производ. Значи, во игра се повеќе варијанти или алтернативи на самата идеја. Еве така да наречиме. Дали на демо денот да би оделе со една конкретна варијанта или евентуално со неколку алтернативни варијанти. Тоа ми е се уште така прашање што се уште, да речам, ми е неодговорено. Чисто ваше размислување за да ни олесните нас. Дали, значи, на кој начин да ја припремиме, да се припремиме на самиот демо ден. Фала ти, Димитар. Од што зависи која од варијантите? Доколку би оделе со алтернативни варијанти, од што ви зависи одлуката крајна со која од варијантите би оделе? Конкретно од самиот буџет, бидејќи еве нашиот производ е нормално еко производ, заснован на рециклирана пластика, меѓутоа самото производство на истиот бара големи вложувања. Во смисла да се почне со некое производство, тоа и веќе и со нашиот ментор тоа веќе го во детали го разработивме. Значи бара големи вложувања во смисла на производство што викаме
нели на некоја поголема во поголема димензија, во поголем обем. Значи, дали евентуално можеме да се задржиме на прототип на производот, во смисла не и набавка на самата технологија, која што е доста релативно скапа, која што би можеле понатака да ја разработиме како евентуална варијанта на продолжување на самата идеја, на реализација на самата идеја, во смисла да се вклопиме во буџетот. Можете да се задржите на прототип, меѓутоа, затоа прашав од што или од кого ви зависи, мислев дали очекувате на самиот демо ден, па со жирито да разговарате, па да одлучите за што да одите. Тоа не би можеле. Тоа не би можеле, сепак е тоа предмет на ваша одлука, што можете со овој буџет да направите, со овие 8.000 евра. Значи, ние би ценеле да не биде нели само физибилити студија, тогаш и не би можело да биде, барем минимум до прототип, а можете да наведете, како што велите, варијанти натака како би можел да се развива процесот, секако и да настојувате да обезбедите средства за тоа и да има некаква веројатност. Тоа е таа така наречена скалабилност, што го почитуваме проектот да има можност да се надоградува или да се реплицира. Маријана, ако сакаше нешто да додаде. Само да дополнам Сунчица и да разјаснам некои работи. Значи, вие се кога ќе пополнувате пријавата е горе-долу иста како што пополнивте за академијата. Делови може копи-пейст да направите. Со тоа ви олестивме цела работа, но делови ќе очекуваме да сте многу позрели од тоа што почнавте на академијата, затоа што после 7 месеци работа, тоа и го очекуваме и тоа е посакувано од сите нас. Ќе треба да одите со една варијанта за демо денот, затоа што ќе треба да правите и пријава и ќе треба да правите предлог буџет за тоа. Па неколку варијанти би значиле неколку апликации, што не е дозволено, заради тоа што вие аплициравте со таа идеја. Инаку е многу легитимно да аплицирате со идеја и да кажете ние во рад со овие 8.000 евра може да направиме прототип. И за вас ми е драго што имавме и прилика да ги видиме Еколайф од Гевгелија, затоа што Еколайф ја почна цела приказна со грант од ГЕФ. Грантовите од ГЕФ не се многу поголеми од овој грант. Обично варираат околу 12 до 15.000 евра, некои има од 30.000 евра, значи не им требаше многу финанси за да почнат и да направат прототип. Ако вашиот пич биде ќе направиме прототип, тоа што треба да го направите во рамки на проектот, и од друга страна да го убедите жирито дека извинете, овие се овие спем повици по 6 пати што звонат, сега ќе пробаат да ме хакнат на некоја социјален медиум, не е битно. И ќе треба да го убедите жирито кои ви се вашите следни фандрейзинг планови. Например, ако склучите соработка со компанија, не знам, аплицирате за друг грант, аплицирате за не знам, можда микрозаем, може да се одлучите да основате компанија и така натаму. Да не должам една варијанта на проект пред жирито, тоа што ќе сакате да прикажете зависи од вас како организација. Не може да ви кажеме одите со прототип, не одите со нешто друго, затоа што тоа би било мешање во ваши работи, но тука се менторите и експертите што можеби ќе ви помогнат и ќе ви кажат дека има некој поправилен начин да останатите. Сосема сме свесни дека 8.000 евра не се пари, што би можеле дел од идеите да се реализираат. Ние за самиот влез во академија одбивме сјајни идеи што коштаа многу пари, заради тоа што немаше смисла на некој да му треба 3 милиони евра за да направи погон за производство, а да влезе на академија, кај што треба да добие 8.000 евра. Така да и во тој дел цениме. Значи, ако имате вие некои финансиски проекции, планови, дека, например, за целосно производство ви требаат 50, 100, 150.000 евра, тоа е окей. Само ќе треба, како што кажав, вие да покажете знаење, да покажете одлучност, дека понатамошниот фандрейзинг би биле во можност да го направите. Без разлика на кој било начин. Ќе имаме во жири и ќе сме во стартап клуб во Скопје, каде што имате инвеститори, дел од жирито ќе се инвеститори. Може да се случи и се случило, например, некои да се заинтересирани за идејата, па може некој ќе сака да инвестира во неа.
Има многу различни опции, само мора да се појавите со една варијанта на идеја, тоест една варијанта на проект. За жал идеите ги преточуваме во проекти, не сме во можност да прифатиме повеќе проекти. Има Маријан прашање од Гордана во чат. Ама мислам дека треба да почне со твојата презентација, пошто поврзано. Да, ќе почнеме, само ако има некои прашања за овој дел, па јас ќе почнам на презентацијата за демо денот. Некои други прашања? Океј, мислам дека е тоа од прилика. Ако ви интересира нешто, може да пишете во чат, може да не контактирате и после тоа. Ве молам само кога ќе пишувате прашања, ставете ми и мене во мејлот и Сунчица, затоа што од демо денот ни е заедничка активност и генерално академијата е поврзана со грантовата шема, па да знаеме дека сите добивате иста информација. Многу е важно за транспарентност на целиот процес. Сега јас би почнал со, да кажам, делот втор, односно што ќе се случува на демо денот и што ќе треба да поднесете од документи. Прво, одговор може би најдиректен до Гордана, да, ќе треба да поднесете пријава што ви е 90% иста, како таа што поднесовте од академијата, ќе може да користите делови, но ние се одлучивме да пополните пак пријава заради тоа што ние како Арно и Пин и сите сакаме да видиме дека првата пријава беше да, ние можеби ќе правиме тоа, можеби идејата, сега сакаме да видиме што и стварно сте научиле и презентирате нели за грант, што не е голем, но сепак е грант кај што вие ќе треба да докажете и некоја издржаност на идејата. Например, зборувавме дека некои од вас имаат финансиски проекции, некои имаат мини бизнис план, некои правеле маркет ресерч, каков и да било примерен, секундарен. Дел од вас работат со менторите на многу други документи, имате дефинирани клиенти, имате дефинирани бизниси, имате дефинирани stakeholders. Сето тоа ќе треба сега да го проточите во апликацијата, не е wannabe, него е IDIS. И затоа бараме пријава, и пријавата ќе ви покажам, на крај ќе стигнеме и до тоа, е навистина горе-доле иста како што таа е поднесовте за влез во академијата. Нема да ви одземе многу време, со оглед на тоа што претпоставам дека и знаете точно што сакате да правите со вашата идеја, односно како сакате да ја развивате. Сега кажете ми само дали го гледате, да ја гледате мојата презентација? Да. Да, супер, окей. Значи, некои технички информации пред да одиме на тој дел. Како што знаете, на 25 јуни, среда за срекно, од 9 до 16 часот, ќе се дружиме во Стартап клуб Скопје или Среќа бар во НСБ аеродром. Тоа е еден нов отворен, можам да кажам, може би постои околу 2 години. Клуб на бизнис ангели, бизнис инвеститори, предприемачи, стартап заедница, што генерално и финансираат и поддржуваат идеи. И они имаат некои програми нивни, имаат, например, Investment Ready програма, имаат програма за идеаци, имаат програма за инкубација, работа слична работа како што ја правиме ние тука, и се убава заедница и се одлучивме овој пат таму да го правиме питчингот повеќе и символично. Зошто да го резервирате целиот ден? Затоа што ќе го имаме презентациите во првиот дел и после ќе имаме церемонија на доделување на сертификати и церемонија на доделување на награди, затоа што сите што ќе завршите академијата, тоа значи да се појавите на пичот и да презентирате без разлика дали сте добиле грант или не сте добиле грант, ќе станат дел од алумни заедницата на Арно и ќе добиете символични награди. И секако ќе имаме мала церемонија за затворање на академијата, затоа што пред се, барем за нас, не знам за вас како, ни е убаво искуство во што се инвестираме и временски, и енергетски, и емоционално, па мислам дека и треба и тоа да се прослави. 7 месеци не се малку работа, особено што на хартија академијата изгледа неинтензивна, ама кога ќе пресметате дека сите работиме и друга работа и сме невладини, е прилично интензивна и на тоа ние целевме да го постигнеме. Јазикот ќе биде македонски, затоа што ќе имаме македонско жири, не е меѓународен проект, но и заради тоа што се до сега беше на македонски јазик. Време по организација исто како за приемот во академијата, 5 минути ќе презентирате,
без никој да ве прекине. Значи, вашите 5 минути, вашиот пич спремен, ќе си го кажете и после тоа ќе имаме 10 минути прашање од жири. Вкупно 15 минути по организација ќе бидете на сцена. Настанот е јавен, односно презентирате не еден по еден за затворени завеси, него презентирате пред сите организации, ментори, експерти и публика. Чисто да знаете дека ние за 25-ти уште следна недела ќе ги поканиме менторите, експертите, ќе ги поканиме соработниците од проектот и ви препорачувам ако сакате некој да донесете плюс како ваша поддршка, слободно може тоа да го направите. Ве молам само малку тоа со осет да не биде 10 души плюс па да завршиме со 150 луѓе настан, но е дозволено ако сакате некој да донесете како поддршка или ако сакате да присуствувате повеќе од двајца по организација. Секако сме лимитирани ние малку просторно и малку буџетски, но како завршен настан кај што сите се собираме и нели се доделуваат грантовите, може да учествувате и повеќе луѓе од вашата организација. Добро, број на учесници, ова ви го спомнав, најмалку двајца, најсоодветно е истите што ја пративте академијата да се бавите на питчингот. Зошто? Затоа што ги знаете луѓето, ја знаете тематиката, најдобро ја знаете идејата, предпоставам најмногу работевте со менторите. Па ако немате некое многу големо оправдување, приватни врски или како и да е, ви препорачувам тие што следите академијата и да презентирате, затоа што ќе ви дојде најприродно. Другите што не беа уклучени ќе треба да учат. Учена презентација, учен пич, учена идеја секоја се познава од жирито, заради тоа што не е исто некој што 7 месеци прател и некој што прв пат се среќава со идејата да презентира исто. Не зборуваме за квалитетна презентација, него зборуваме повеќе за инвестираност, за емоции, зборуваме повеќе за значење што некој го дава и пристап при самото презентирање. И ова е наша најтопла препорака. Поддршка при презентација ќе имате видео и аудио. Ова значи дека може да имате презентација, било Canva, PowerPoint, Prezi, што сакате, но ви препорачувам презентација чисто ради визуелни аудио ефекти према жири и ваша подобра презентација во смисла на подсетување, реферирање, представување на бројки. Затоа што ако имате проекции, многу е различно вие да покажете една табела, кај што жирито ќе може да даде фокус, да види што сакате да направите, а многу е различно само да ги кажете усно. И мислам дека секој пич, тоа е секој представување на идеја треба да има презентација без разлика каква и да е. Од нас ќе имате проектор, ќе имате звучници и ќе имате се она што нели нормално следи на некој настан. Ова ви го кажав за тимот што треба да презентира. Наискрено не препорачуваме повеќе од двајца да се на сцена, ради тоа што се прават гужви. Во смисла на повеќе од двајца и личи на средношколски настан, или ја како што ги викам тие boy band или girl band, знаете кај што имаме Spice Girls па 5 пеат по еден збор од рефренот, не е тоа така, многу изгледа лошо, ради тоа што презентацијата ќе ви биде расцепкана. Еден да презентира или двајца да презентирате сосем окей, подобро може би и еден, некој што е и најспремен за пичување, но би било убаво сите што ќе се на сцена да се вклучат во одговарање на прашања. Зошто? Заради тоа што жирито ќе види дека сите сте вклучени со идејата, сите ја знаете и утре ако има некоја промена во тимот, ако нешто друго се случи, се одлучите вие, не знам, додите во некој друг правец, тогаш ќе знаат дека некој друг ја влада идејата, освен еден од организацијата, и ова секогаш е убава пракса. Значи секој да одговори. Секој може да знае што треба да одговори, може да се поделите меѓу вас кој што одговара, може би на некој повеќе му лежат финансиите, на друг му лежи социјалниот импакт, може би на трет му лежат партнерствата, како и да е, се очекува дека кој да биде прашан или кој да биде на сцена, дека може да одговори кој било прашање од жирито. Што треба пред демо денот? И ова е тоа што Сунчица го зборуваше, рокот 12 јуни, од кога ќе ви пратиме документите утре до 12 јуни имате 18 дена да ги припремите и пак ќе ви кажам ништо ново, нема да се плашите, нема да се возбудувате, освен тоа што сте го работеле до сега. Значи ќе ни треба пријава, пријавата е горе доле иста, има некои екстра прашања од вашето искуство, да кажам и од работа со ментори, експерти и модули.
ќе треба да ни доставите буџет. Буџетот го работевте со менторите, ви е работен документ што го имавте во рамки на академијата, ќе треба да ни представите, да ни доставите план на активности, односно акциски план, пак истиот формат што го имавте за работа со менторите, предпоставувам дека го работевте и на крај ќе треба да ни доставите pitch deck, односно презентација што сакате да ја користите на демо денот. Презентацијата, како што гледате, е многу подоцна доаѓање го другите документи, ради тоа што сме свесни дека презентациите се доработуваат до 5 до 12, ќе имате промени, можеби ќе чекате од фидбек од менторот, можеби ќе сакате да извежбате, да промените нешто, но ни треба најмалку 2 дена пред настан. Зошто? Ради тоа што сме имале ситуации кај што имаме технички проблеми. Можеби некој од вас ќе стави тешко видео, можеби нема да се чита форматот и многу лесно може да завршите без презентација. Така да better safe than sorry, 2 дена пред самиот настан очекуваме да ни ја пратите вашата филмна презентација што ќе ја користите на демо денот. Значи, без многу стрес и паника, уште еднаш, ништо не ви бараме настрана од тоа што сте работеле во овие 7 месеци. За жирито. Жирито ќе биде 5 до 7 члена. Веќе имаме потврди од 4 или 5 луѓе, но сакаме да имаме уште и некој во жири. Најверојатно ќе биде 6 или 7 члено жири. Како и на самото причување, односно презентација на идеите за влез во академијата, тие доаѓаат од различни сектори. Ќе имаме од граѓански сектор, бизнис сектор, од бизнис комори, стартап заедници, универзитетски професори. Гледаме да се сомешано искуство, ради тоа што секогаш мешана жири комисија го излекува максимумот од вас и прашува некои прашања што се во нивен домен и ќе имате можност да одговарате на прашања и поврзани со социјалниот импакт, и со бизнис моделот, и со бројките, можеби и со, не знам, големата теорија за вашата идеја во циркуларна економија, и ова го гледаме како една додадена вредност на самата академија. Нема да се плашите од жири комисијата, не се малициозни, нема да ви наштетат, нема да ве фатат во незнаење. Жири комисијата е тука да ви помогне и да знаете дека со жири комисијата, со дел од членовите сигурно ќе контактирате без разлика што да се случи, дали добиле или не добиле грант, затоа што тоа се пред се луѓе што се активни во ова што го работиме во циркуларната економија. Чисто напомена, нема да имаме жири од ментори и експерти или од некој што бил вклучен во академијата заради објективност, транспарентност и непристрасност. И Арно како Арно нема да биде вклучен во жири комисијата, ради тоа што ние веќе 7 месеци со вас соработуваме и се дружиме и е човечки да имаме некој став према се она што се случува, но тој став е нерелевантен во овој случај, затоа што влуката за дали ќе добиете грант или не, ќе ја носи некој друг. Што се случува пред и што се случува на демо денот? Исто како што аплициравте за академијата за влез, жирито ќе направи прелиминарна евалуација кога вие ќе ги доставите документите. Што значи тоа? Дека ќе ги прочитаат и ќе имаат некои иницијални поени. Тие првични евалуации на демо денот ќе претрпат корекции. Вака беше и за влез во академијата, затоа што пред се идеите се сложени, комплексни и треба многу повеќе време за да се сватат него 5 минути презентација. Од друга страна, ние не сакаме да фаворизираме некој што добро пичува, ради тоа што дел од нас се подобри во јавно говорење, дел од нас не се толку добри, па 5 минутен пич на лоша идеја нема да пројде. Вашата идеја треба да биде издржана во сите документи и треба да биде реафирмирана, односно потврдена на самиот демо ден. Друга работа е што на самиот демо ден жири комисијата ќе биде во можност директно да ве праша прашања. Знаете дека од хартија не може си да се разбере. Од хартија не може си да се почувствува вашата страст, од хартија не може да се почувствува колку тоа ви значи. Сите прашања што нема да им се јасни во самата апликација, во буџетот и така натаму, ќе ве прашаат на демо денот. И со тие сами прашања, жирито може да се одлучи и се одлучува за промена на поемите, тоест промена на евалуацијата, и често се случува дека нешто не добро сте објаснале во апликацијата, па жирито тоа ќе рече, аха, добро, ја ова не го сватив од апликација, сакам таа и таа организација да добие повеќе поени во овој дел. И така од првичната евалуација стигнуваме до евалуација конечна,
што ќе се заклучи на самиот демоден. Значи нема да чекате денови да се знае кој добил грант или не добил грант. После самата презентација вие ќе имате пауза, претпоставам со кафе, со ручек или со грицки, со што год. Жирито заедно со Арно, со другите колеги од проектот се трга на страна и ја носи конечната одлука и ви ја соопштува одлуката неколку часа по пичувањето. Значи сега карикирам, ако пичот почне во 10, ние завршиме до 12:30 со презентациите, тогаш очекувајте дека отприлика за саат и пол до 2 часа жирито би имала конечна одлука и вие пред крај на ден ќе знаете кој добил грант или кој не добил грант. Критериумите ги спомна Сончица, се скоро исти како и за влез на академијата, ќе ги најдете во насоките за грантовата шема и ви препорачувам кога ќе се спремате да се водите од тие критериуми. Значи и пичот да ви биде структуриран така, апликацијата секако е структурирана како и критериумите, но пичот може да го структурирате критериум по критериум. Зошто? Заради тоа што доаѓа по нормално и по природно и за вас и за жирито, а и ќе ви кажам каква помош ќе имате нели од нас при спремање на вашиот пич. Нема додам низ критериумите во детал, затоа што ќе ви ја представам апликацијата, што буквално се прашања според критериумите. Кој добива грант? Не сакам ова да ви биде презентација демоден, да го сватите како некој надпревар, како крај на светот, затоа што многу верувајте во нашите програми се случува на организации што не добиле грантови да продолжат со идеја, да продолжат со реализација без разлика што не добиле грант. Може би ќе добиете од друго место, може би ќе се охрабрите да го правите со ваши средства, може би ќе ви дојде некој момент кај што ќе сакате да продолжите. И немој да го сватите како надпревар, него треба да го сватите повеќе како можност за да направите нешто од вашата организација, да имате екстра активност, да се вмрежите, да имате едно убаво позитивно искуство од академијата што претежно ви носи знаење и не само ексклузивно ви носи пари за имплементација на идејата. 8 од 12 организации ќе добијат грантови. Секако ова ќе го одлучи жирито, како што кажав, нема да го одлучиме ние, но да знаете дека во случај, не знам, на помалку организации пичување, на недоволно квалитетни пријави, дека се задржува и правото да се доделат помалку грантови од тоа што е планирано. Но сега за сега 8 од 12 граѓански организации ќе добијат грант, што генерално и ви е добар процент на поддршка, знаете, затоа што од сите 12 организации отприлика како му доаѓа повеќе од половина ќе добијат грант со самото тоа што ќе пичуваат. И секако Сончица веќе спомна, ќе добиете до 8.000 евра, односно по 8.000 евра. Од вас зависи како ќе го структурирате буџетот. 8.000 евра е максимумот, но нема да се крижите ако буџетот ви дојде 7.696 и тоа е окей. Но немој сега, ево искрен совет, да правите буџети за 5.000 евра, кога може да добиете 8.000 евра. Гледајте да ги искористите до максимум. Минимумот го ставивме на 6.000 евра. Така, 6.000 евра. Гледајте да одите до максимум, затоа што може подоцна да ви се случи да мора да правите мали корекции, пред да го подпишете договорот, па грантот да ви се зголеми или се намали. Но на располагање ние имаме еден што го викаат англичаните envelope под 64.000 евра, што треба да се распределат на 8 граѓански организации. Добро, ова го спомнав, ќе имаме церемонија на доделување сертификат. Јас се закочив, дали ме слушате. Стварно ова го структуравме како академија, значи обуки, менторство, експерти, и стварно беше и уште едно наградувачко искуство за нас, се надевам и за вас. И тие што нема да добијат грантови, и тие што ќе добиваат грантови, да знаете дека станувате дел од алумни заедницата на Арно. Ние имаме повеќе од 500 социјални зелени предприемачи и предпријатија во нашата алумни заедница, односно тоа се луѓе, организации и бизниси кои што прошле низ одредена програма. И не ова го кажуваме чисто како да се фалиме дека вау, 500 луѓе прошле преку нас вакви интензивни обуки, ради тоа што ако останете блиску до нас, останете активни, ќе добиете можности за надградба. Ви праќаме информации како што праќа најобично Ирина во групата за обуки, за менторство, за грантови други, ве поврзуваме со бизниси, ве поврзуваме со луѓе, ве каниме да дојдете на студиски патувања. Значи се она што го работи Арно
секогаш приоритет за учество добиваат тие што се дел од Арно алумни заедницата. Ако не може да најдеме соодветен кандидат во Арно алумни заедницата, тогаш одиме со некој од страна. Ова може би некој ќе рече од вас, па вие многу елитистички као само тие што прошле. Не, ради тоа што сметаме дека навистина во овие 500 плюс луѓе и предпријатија и бизниси, има квалитетни луѓе што навистина им значи ова што го работат. Пред се, некој од вас би сакале да се дообразува, да добие нов грант, заради тоа што ви веруваме во вашите приказни, него некој што, ја ги викам и некој само што скокаат од грант по грант или некој што сака да експериментира. Иако останете близко до нас, ќе ги имате сите овие можности. Морам да ви најавам дека добивме нов 4,5 годишен проект со најголемата организација што работи за импакт инвестирање во Европа. Се викаат Impact Europe, претходно беа познати како European Venture Philanthropy Association, и Арно за 2 или 3 години од сега ќе треба да направи фонд за социјални и зелени предпријатија и да стане на некој начин инвеститор во зелени и социјални предпријатија, и токму ради тоа ја градиме оваа алумни заедница. Затоа што многу голем дел од вас продолжуваат и многу голем дел од вас ќе им треба некоја финансиска инекција и дополнително менторство во годините што престојат. Останете близко, ова ми е порака што ќе ја повторам и на демо денот, затоа што навистина не сме голема држава, не сме голем сектор и треба заедно да си се поддржуваме. Како ние ќе ви помогнеме и како Академијата ќе ви помогне да се спремите за демо денот е што на 5 јуни, веќе знаете, имаме модул, ќе биде со Олга Рајчик. Олга ни е наша поранешна колешка, предприемач, води фамилиарен бизнис, го води Challenger, како нејзин индивидуален бизнис. Олга има пичувано преку 150-200 пати во нејзиниот живот и е супер тренер, обучувач за јавно презентирање и пичинг. Значи на 5 јуни од 12 до 3 се гледаме онлайн, каде што ќе креирате структурата за вашиот пич, да ви најавам дека ќе ви дадеме и мали задачки пред самата сесија, се со цел да сме поефективни. Дополнителна поддршка имате од менторите, ради тоа што, како што ги гледам извештаите, дел од вас стигнаа до тие половина 9 часа до сега, за сега. Од менторство, значи ви остануваат 9 и повеќе часа за вие да работите со менторите на пријавата, да работите на документите и да работите на вашиот пичинг. Од наше искуство, секогаш 2 недели пред демо денот е најголемата гужва, заради тоа што ќе се спремате и ќе работите со менторите. Да бидеме фер према нив и да бидеме фер према сите нас, затоа што се прилично запатени луѓе, може да им најавите уште сега дека во наредните 2 или 3 недели до самиот демо ден вие ќе сакате да ги искористите сите, дека ќе ви треба помош за пријавата, за пичот и за така натаму, за се останато што мислите дека ви треба поддршка. Дополнително од нас ќе добиете насоки за спремање на вашата презентација, односно тоа се повеќе некои tips and tricks како да се однесувате на демо денот. Што да пазите, што да правите, што да не правите, иако сите овие работи ќе ви се представени на модулот за јавно презентирање, ние изработуваме документ што се вика насоки за пичување, за презентирање и ќе ви биде достапен пред демо денот, односно ќе ви биде достапен од прилика кога ќе треба да ги понесете до нас документите 10, 12, 13 јуни. И на крај, дополнително, најголем дел од вас, како што кажав, се искусни пичери. Представувале идеи секакви, дали тоа било за проект, дали тоа било за бизнис идеја, дали тоа било за нешто друго, на многу надпревари и би ве замолил на модулот што ќе го имаме за јавно презентирање, да споделите искуства, да помогнеме на колегите што се помалку искусни и да се поддржуваме, затоа што, како што ви кажав, пичот ви е голем дел од одлуката, но не ви е пресуден. Значи, треба да сте добри на многу повеќе елементи за цел да може да добиете грант и да се истакнете пред другите. Сега, пред да одам на пријавата, буџетот и планот на активности, што генерално се скоро истите, ама сакам само да ги отворам, сакам да ве прашам дали имате некои прашања во Имам во чат од Гордана и од Мери. Скупно 18 часа работа со ментори и експерти заедно? Не, значи имате 18 часа со менторите, тоа не значи дека мора да се ограничите на 18 часа. Нашето искуство кажува дека менторите даваат многу повеќе од тоа што се платени. Ако менторот сака да работи повеќе од 18 часа со вас, може да искористите.
дополнително на тие 18 часа имате 3 часа со тематски експерт. Тематскиот експерт немој да го користите како ментор. Значи, ако со менторот работите на развој на бизнис делот, тогаш експертите од тематски треба да ви помогне во некои потехнички работи. Например, дали сте во согласни со регулативата, дали, например, Димитар зборуваше процесот на изработка на самиот калап е тој што вие треба да го правите. Да ви дадат некои насоки што не може менторот да ви даде и таква комбинација на техничка експертиза од експертот и на менторството треба да ви дадат се на се 21 час, 18 часа ментор и 3 часа тематски експерт. Сепак на вас останува зашто сакате да ги користите, ова е наша топла препорака. Гордана има прашање дали може да оставиме часови после крај на мај за да одработиме припреми за пичингот. Менторите имаат договор до демоденот. Значи, они со нас подпишаат договор се до комплетирање на демоденот, така да во наредни недели може да ги контактирате и да ги користите, и тоа намерно го направивме, заради тоа што знаеме дека најмногу ќе имате контакт со нив во наредни 3 недели. Дори дојде самиот демоден. Така да овие 9 сати плюс сати од тие тематски експерт, гледайте да ги искористите максимум што можете, луѓето се платени за тоа и би било штета да не искористите прилика и вие, и би било штета да не искористиме прилика сите да научиме нешто ново. Мислам дека Бојан да. Има прашање. Да, јас имам едно прашање, сакам да прашам жирито кој ќе ги поставува прашањата. Дали ние избираме кој да одговара на прашањата или они директно имат можност да насочат кон некој лице да одговори истото прашање? Бојан, генерално прашањето се поставува до цел тим, вие бирате кој одговарате. Нема да ви испитуваат, например, ти дали знаеш маркетинг, ти дали знаеш финансии. Го поставуваат прашањето, како што кажав, не е задолжително секој да одговара прашање, но ако сте двајца на сцена, убаво би било двајцата да одговарате. Вие меѓу вас ќе си се поделите или знаете кој е подобар во едни ствари, а кој е подобар во други ствари. Ако ти, например, можеш да збориш повеќе за бројки, ќе одговараш на прашања за бројки. Ако некој од тимот може да зборува повеќе за активностите, ќе зборува повеќе активностите. Некој ќе зборува за идни планови. Тоа на вас зависи, ама прашањето е поставено како целина према сите вас, не према индивидуалци. Фала. Добро, некои други прашања за овој дел? Супер, ако ви текне нешто, слободно може во чат. Слушам микрофон. Ево ми текнало, sad Ајде, se Гордана, seti. повеќе. Jo, hvala. Da li ćemo imati kao template za PowerPoint prezentaciju ili je to ovaj put slobodno? Pitam zato što smo za IPA projekat imali template, pa čisto da budem sigurna. Вака, темплейтот на презентацијата ќе е тој што го користиме од проектот, ова што го гледате сега. Okay, И треба znači, да ги имате логоата, ама како вие ќе ја структурирате внатре содржински од вас зависи. Okay. Ние ќе ви дадеме насоки како да спремите, има сесија за The Perfect Pitch, кои се 9 чекори, кои се 9 елементи што ги имате, ама освен тоа што треба да се гледат логоата и треба ова да го имате што го имам јас, не треба ништо да имате дополнително како задолжителен елемент. Dobro, hvala. Бојан, уште едно прашање? Да, сега пример, јас дали може да биде презентацијата место PowerPoint да биде видео или нешто слично? Моја препорака најтопла. Физички сте таму и физички треба да манифестирате се. Ако вие ставите 5-минутно видео во 5-минутната презентација и само кјутите, па после ви поставуваат прашање, е многу чудна ситуација. Сме имали неколку пати да од 5-минутен пич некој пушти 3,5-минутно видео и после кажат ние сме тимот тој и тој, повелете прашања. Нема никаква смисла да представувате нешто на видео ако вие може тоа да го презентирате. А може да вклучите кратко видео, пример 5 секунди, 10 секунди, 15 секунди, ако сакате да доловите некоја поента. Ама немој вашите 5 минути да ги ставите на видео и вашето видео да биде вашата цела презентација. Во вашиот конкретен случај, ако ви имате некој видео со изведниците, кај што идите, кај што правите акции, кај што не знам, може би сте почнале да правите и компост, па го имате имотот или местото кај што ќе ви бидат вашите компостаници,
Сето тоа може да го имате низ слики, низ видео, ама може да кажете ова е нашето место што ќе користиме видео, слика, фајн. Немој да се снимате, немој да пуштате долги видеа, затоа што тоа има многу контраефект према жирито. Ке ви благодарам. Добро. Ако нема некои прашања, многу кратко би одел сега на апликацијската форма и на буџетот. Буџетот го знаете, само е во различна форма ставен. Акцијскиот план, тоест планот на активности е тотално истиот, претпоставам дека веќе ги работите како документи со менторите. Сега, некои работи од тука, од пријавата, ќе ви се копи-пейст. Значи, овој дел што е административниот, може да целосно да го копирате од првиот пат. Ве молам само внимавајте дека приходи од економски активности и целокупен приход ви се бараат за 2024 година. Ова е малата промена. Останатите ви се исти информации, ги вклучивме ради тоа што жирито да има преглед од кој чита апликација. И тоа е многу важно, затоа што нема да ги читаме ние сите апликации. Првиот критериум ви организацијски капацитети. Значи ова го имавте. Кои ви се клучни членови, структура и органи на управување, претходно искуство од циркуларна економија, претходни резултати од економски активности ако нешто сте продавали таму и така натаму. Овој дел ви е комплетно исто, односно ви е пократок него тоа што беше. Вториот дел за циркуларен бизнис модел ви е горе-доле исти. Значи опис на циркуларна бизнис идеја. Кој ви е ваш циркуларен бизнис модел? Кои ви се засегнати страни и партнери, кој ви е производ или услуга, како планирате да го правите, кои ви се клиенти, пазар и пазарна конкуренција. Сега може да забележите од првата пријава, дека тука малку ги разделивме прашањата, затоа што пак ќе ви напоменам дека се очекува од вас да сте многу поконкретни него во првата пријава. Ако тоаш беше, ние имаме идеја да правиме тоа и тоа, сега треба да бидете многу конкретни. Ако имате некои бројки, ако сте правиле market research, ако сте ги правиле персоните, нема пишувате сега дека ние ќе продаваме на X бизниси, ќе пишувате конкретно. Ќе пишувате, ќе продаваме на големи фирми над 500 вработени што имаат општествена одговорност, што се бават со тоа и тоа. Ќе ни биде добавувач таа и таа фирма, од таа фирма ќе земаме репроматеријали. Ќе ни пишувате дека вашиот идеален купувач ќе биде жена од 25 до 45 години што има екосве, што живее во урбана заедница и така натаму и така натаму. Значи се она што го работите и што го работевте треба да се види во самата апликација. Што поконкретни сте, тоа ќе имате подобра апликација. И затоа уште еднаш ќе нагласам дека ви ја бараме да ја преработите апликацијата, да видиме и ваш напредок од тоа што сте го правиле. Пример, клиенти, пазар и пазарна конкуренција, сите ги правевте тие competitive map, така? И ги правевме на брендинг и ги правите со менторите. Нема да кажете дека немате конкуренција. Нема да кажете дека вас конкуренцијата ви се сите маркети во Македонија. Не е точно. Затоа што имате други информации што сте ги осознале низ овие 7 месеци. Активности и буџет. Ова имате прашање за специфични регулативи. Ова беше малку охрабрувачко, неохрабрувачки на сесиите. Значи тука треба да ставите дали има политики, што треба да правите, што треба да пазите, не се бараат од вас лиценци, не се бара ништо. Мислам дека тој дел го апсолвиравме на претходните сесии. Кои активности ќе ги имплементирате за реализација на вашата бизнис идеја? Ова е ново прашање, ама од друга страна работите на план на активности. Значи треба тука да ни напишете конкретно што ќе правите, вие да реализирате вашата идеја. И треба да биде можеби активност 1, дека ќе склучите соработка со бизнис заедница. Активност 2, дека вие ќе набавите машина. Активност 3, дека ќе правите маркетинг план. Активност 4, дека ќе организирате некој нетворкинг настан со бизнис заедница. Активност 5, така натаму. Значи тука треба да сте конкретни и на наредното прашање треба да сте конкретни кои резултати ги очекувате од реализација на циркуларната бизнис идеја. Например, дека купивте машина и дека ќе сакате да произведите прототип. Например, дека ангажиравте маркетинг експерт, пак имате маркетинг план за понатамошни економски активности. Например, дека ќе организирате настан со бизнис заедницата и дека очекувате дека ќе потпишете меморандум за разбирање со некоја компанија што ви е потребна.
или дека ќе направите настан со општина, па од настанот со општината они ќе ви преuzмат како ваш поддржувач. Класично тука се бара како и секој друг проект кога ќе опишувате, кои ви се активности и кои ви се очекувани резултати за овие 8.000 евра. Седмо прашање што е ново, вие одржливост на вашата циркуларна идеја, односно кои ви се долгорочни планови, дали вие планирате да продавате, дали да аплицирате за грантови, дали сакате нови партнерства и така натаму, и последното вие како вашата идеја може да расте и да се реплицира во други делови од државата или во регионот на Западен Балкан. Тука треба да ни представите, тоест да ни кажете како вие се гледате во иднина. Например, ако дел од вас сакаат да прават, Бојан со извиниците ми текна, дека сакаат да прават органско ѓубриво, да компостираат, дали оваа идеја може да оди во други општини, дали може да оди со други членови на извидниците, со други одреди на извидниците, дали, например, размислувате ова да се прави и пошироко од Македонија, и така натаму, и последното прашање ви е тука за оправданост на буџетот, како ги одредувате трошоците кои се поврзани со планираните активности. Ова не ве прашувавме во првиот пат, затоа што ви рековме само пратете ни буџет и окей го прифаќаме буџетот каков што е. Но не може, например, да ни пратите буџет и да не објасните зошто вас таа машина ве кошта 2000 евра, без да ни кажете дека тоа е пазарна цена. Или, например, како сте одредиле цена на еден настан. Мора да ги оправдате трошоците написмено, односно да ни кажете дека се одредени според истражување на пазар, дека толку чини, например, ако се одлучите да купите машина, толку чини пазарна вредност, дека може би сте направили истражување на интернет па сте нашли тоа и тоа, дека ако ви треба некоја лиценца за работа, дека ви треба ангажирање експерт, дека цената на ангажирање експерт е тоа и тоа. Ако имате, например, поголема ставка, па треба да ангажирате лице дека ќе барате 3 понуди што ќе гарантирате оправданост на цена и буџет и така натаму. Значи, овој пат не ве оставаме само да напишете цена, без да ни кажете отприлика како таа цена ја добивте. Затоа што се работи за реален буџет, а не за проекции како што правевте пред да влезете на академијата. И петти и шести дел ви се исти, значи кој е ваш социјален и еколошки импакт и која е вашата иновација, односно што ве прави иновативни во Република Македонија. Пак иновацијата гледаме да биде на продукт, да биде на бизнис модел, да биде на дистрибуција, да маркетинг, не мора да измислувате топла вода. За нас е иновација ако нешто се виделе во странство, па сакате да го примените кај нас. Јас тоа го викам да садите ананас во Норвешка. Значи, ако нешто сте виделе на страна и сакате да го донесете во Македонија, може да кажете кај иновацијата е тоа што сте дел од тие што сакаат да пробаат, дека сте нови, така натаму. Тука дополнителни информации сакате да ставите, не сакате да ставите и на крај вие вашиот со бизнис модел Canvas, што го работите со менторот интензивно. Значи, бизнис модел Canvas-от ви е супер алатка да ја сумирате вашата апликација и ако одите горе чекор по чекор, ќе видите дека уствари сите прашања ви со објаснување на вашиот бизнис модел Canvas. Тука ви е изјава и некои штиклирки што мора да потврдите дека сте биле дел од академијата и така натаму. Дали имате некои прашања за ова? И не ви кажав, апликацијата е кратка, значи имате прашања што се до 250-300 зборови. Немој да се чувствувате приморани дека вие мора таргетот на секој прашање да го постигнете. Ако имате, ни напишете 5 bullet points и да завршите со 50 зборови, сме окей. Немој да пишувате над тие зборови, затоа што сепак не сакаме и да ве оптовариме со вас за апликацијата на крај да ви излезе 50 страни. Грантовите се мали. Ако се држите до препорачаниот фонд на зборови, би биле од прилика, не знам, 10, 11, 12 страни, ништо повеќе. Добро, дали имате некои прашања во овој дел? Предпоставувам не, значи апликацијата 90% иста како што со таа што ни аплициравте. Би сакал да го споделам сега, ако не е проблем, буџетот. Буџетот вие Се извинувам, Маријан, само еден момент. Нешто што треба да го додадеме напред во апликацијата, кратко резиме на англиски јазик.
Да, добро, извини Сунчица, тоа сум го превидел, ќе ни треба кратко резиме, чисто ради репортинг према комисијата, ама тоа ќе ви биде секоја апликација, некои 150-200 збора, како што правиме за сите. И сега, не знам јас дали што гледате сега, би требало да гледате. Share. Буџетот. Сега треба да се отвори буџетот, извинете, имам многу ствари. Дали го гледате буџетот? Не, се уште го гледаме твојот фолдер. Ќе пробам уште еднаш. Јас сакам да прашам, бидејќи во апликацијата беа спомнати партнери, разговаравме вчера со Маријан, дали имате партнери како партнерска организација во вашите проекти? Бидејќи при аплицирањето во академијата мислам дека немавте ниту една организација, немаше партнерска граѓанска организација партнер. Дали нешто се сменило во однос на тоа? Немаме. Предпоставувам не. Ако немаме од никој Во- одговор, предпоставувам не. Во наративот описот што ќе го добиете, ние ги тргнавме партнерите, бидејќи ниту една организација немаше партнери, ги тргнавме насоките што се однесуваат на партнерите, оставивме само associate partners во смисла на соработници. Дали се тоа општини, дали се училишта, дали се други организации, бизнеси и слично, значи некои кои што нема да добиваат средства од буџетот, но ќе соработуваат со вас во спроведувањето на проектот, ќе ви помагаат, ќе ви бидат добавувачи и корисници и така натаму. Но организација со која што заедно работите во проектот, граѓанска, колку што знам, немате. Да, и јас немам добиено информации за плюс граѓански организации, така да не тој дел ќе го изоставиме. Дали го гледате буџетот сега? Да. Да, окей. Супер. Значи буџетот исти е како што е типичен EU буџет, и ништо повеќе од тоа што го имавте кога аплициравте. Значи има дел за човечки ресурси, трошоци за патувања, опрема и материјали. Ето сум сгрешил, материјални. Сум напишал материјали. Имате дел трошоци за канцеларија, канцелариско работење, други трошоци услуги и на крај други трошоци, индиректни кофинансирање. Неколку ставки. Сега ќе ви представам како е по правила генерално на EU за вакви видови мали грантови, е што има некои ограничувања, па кога ќе оправите буџетот, од десно имате забелешки што да пазите. Човечки ресурси, ова го имавте и во самиот повик за академијата, дека може да бидат максимум до 20% од вкупната сума на грантот. Предпоставам дека ќе треба да ангажирате лице што ќе биде на проектот, ќе го води проектот, секако дека нема да ви биде лице на 100% од проектот, него ќе биде дел од време на некој од вашата организација. Процентот треба да си го одредите сами, во зависност од тоа колку проектот мислите дека ќе ви земе време или нема да ви земе време. Трошоци за патувања се дозволени, но трошоци само во државата, значи во Македонија, локални и национални. Ако треба да одите на настан и се поврзани со проектот, треба да одите на состанок, се што е поврзано со проектот, за жал, бидејќи е финансиран од EU делегација во Македонија, трошоци за меѓународни патувања не се дозволени. Тоа значи дека ако одите во Белград или не знам некаде во регионот, или ако сакате проектот да го поврзите со друга активност, може да го правите, но не може да користите трошоци за пат од овој проект. Опрема и материјали, Сунчица спомна, опрема и материјали неопходни за активностите. Максимум до 30% од вкупната сума на грантот, што значи неопходни, е дека треба да ви се поврзани и треба да ви имаат логика со активностите. Например, не може да буџетирате принтер од 1000 евра, ако вашата идеја и вашиот проект не го бара тоа. Може да буџетирате опрема и материјали како што разговаравме. Значи, вие сега сакате да имате економска активност, ќе ви треба некоја машина, ќе ви треба репроматеријали, дали ќе купувате, например, нешто од некој бизнис, дали ќе ви го подаруваат, тоа не може ние да го одлучиме. Треба вие да си знаете, но може да купите опрематеријали во 30% од купната сума на грантот, што не е лош износ за машина, затоа што и пак ќе нагласам,
машините што ќе ги купите, тоа се опремате од проектот, ќе ви носат мал дел од економската активност, нема да станете бизнис што ќе вработи 150 заработени, не ви требаат машини од 50.000 евра. Сега за сега, предпоставувам. Трошоци за канцеларија и канцелариско работење не се дозволени, ради тоа што ова е мал грант и ќе ви земе многу од вашите средства. Замислете само дека вие сакате да платите кирија и сметки за 12 месеци, тоа би чинело пола од грантот. Така да не се дефокусираме на тие работи, во малите проекти не се дозволени трошоци за канцеларија, тоест кирија и сметки и канцелариски материјали не може да платите. Други трошоци услуги, може да буџетирате тука што ви е потребно и ќе видите други трошоци што не се услуги, но ви требаат за проектот, може да ги буџетирате во последниот дел. Не се дозволени индиректни трошоци на мали проекти и уште едно многу важно за вас, бидејќи се мали грантови, не се бара кофинансирање од организацијата. Нема да ви бараме дека вие од проектот може да потрошите 80%, па 20% треба ваши пари или 90% 10%, него 8.000 евра што ќе ги добиете од проектот може реално да ги потрошите само во проектот. И ова за мали грантови е многу убаво, затоа што и да се 20%, пак ќе треба да дадите некои, не знам, 2.000 евра од ваши пари, но тука не е задолжително. Имате упатства тоест насоки во тоа што ќе го прати Сунчица, дека е препорачливо, но нема да ви се бара во ваш финансиски извештај да прикажете кофинансирање. Сега јас тука ви направив еден пример што може да го видите. Сега кога ова е пример, немој да се подпирате на примерот, затоа што секоја идеја, односно секој проект ќе биде различен, но ви ставив тука некои, например, елементи или некои предмети што мислам дека може би се потребни за дел од вас и чисто како една насока кога вие утре ќе го работите буџетот, да знаете на што може да користите пари или на што може да не користите пари. Дали имате некои прашања во врска со формата на буџетот? Значи, скрос исто, само различна е табелата. Јас само да напоменам нешто што во недозволени трошоци не го спомнав, што реков дека ги имате, ќе си ги прочитате, а сакав да го нагласам. Тоа се не се дозволени принтани материјали, како пенкала, пластични, некои работи, бележници и слично. Тоа е исто така од Европската Унија и second hand опрема исто така не е дозволена. Освен во случај на рентање. Да, извини Сунчица, мислам дека за принтањето, бидејќи сме на Академија за циркуларна економија, тоа отпаѓа за сите. Се надам дека нема да принтате и да користите такви материјали, гледајте да не користите. Принт, ако треба да користите нешто како промо материјали, мислам дека може мал дел, ама како што спомна Сунчица си има и одредени ограничувања. Еве го примерот од буџетот, многу едноставен. Јас се потрудив тука да ви ставам и формула во буџетот. Може сум направил некоја грешка, ќе препроверам пак, немој да се ослонувате на формулите, препроверете пред да ја пратите финалната верзија, ова сакам да ви го препорачам. Бојан, крена рака. Да, јас имам едно прашање до вас за пример, дали имам дело на опрема, дали може да има некои мали отстапување процентуално или точно да се придржиме до 30%? Ова се земени од правилата на ЕУ за финансирање и 30% е лимитот, ако грешам Сунчица може да ме преправи, но ова е од гајдлайнот од проектот, тоест од програмата што го добивме. Да. Да, значи 30% ви се вкупна сума на грант што може да искористите од проектот. Да, Бојан, ако сакате да купите нешто што е поскапо од 30%, вие може да кажете дека сакате да дадете кофандинг во проектот па да ја зголемите сумата. Но од проектот ќе ви бидат надоместени само 30%. Да, барање обавезно, доколку има таква ситуација, супер би било да испратат
на Сунчица барање со објаснување што нели, со објаснување во однос на цените, дека на пример може поскапо излегло од 30% колку што му се одобрени, за да на некој начин добијат одобрување дека токму тоа може да се случи. Да не биде после они го купат на своја рака, додадат своји средства и после да кажат не бива така. Значи секогаш одете на варијанта ако имате додатни средства кои што можете, сакате да кажеме некој поубава опрема или едноставно нема за таа цена таква опрема, секогаш известувајте го донатор. Да, никој не може да ти каже не ако сакаш пари да додадеш твои, да купиш. Пример, ние сме купувале лаптопи што се дупло поскапи, затоа што проектот 2019 добиен лаптоп за 600 евра буџетиран, сега можеш да купиш калкулатор за тие пари. Цените се во вис отидени и ние додаваме наши пари, само известуваме до донатор дека 30% се од тој проект, тоест 50%, 50% ќе бидат дадени од организацијата. И ова ако го правите, тогаш ви спаѓа во овој дел на кофинансирање на проектот. Дали јасно? И исто би сакала баш преска со Маријан го дискутиравме буџетот од наше искуство, бидејќи ќе отварате сметка која што е нели наменска конкретно за овој проект, подолу во буџетот имате планирано као банкарски трошоци дека би се одобрени, ве молам внимателно планирајте го и тој дел, бидејќи се покачани провизиите општо за се, значи за наплата, за одржување на сметка, така да кога ќе го правите буџетот, ве молам вклучете ги и тие трошоци, бидејќи сепак станува за временски рок да кажеме на одржување на проектот од 8 до 12 месеци и секако ќе ги имате тие трошоци. Не се оставајте на нула во однос на тој дел на административниот за банкарски трошоци. Да, особено што ќе треба да отворите посебна сметка за проектот, бидејќи ќе биде ослободен од ДДВ и тука си ја плаќате како секоја сметка, не може да работите од една од организацијата. Добро, и со овој последен документ, овој ви истиот што го имате на Drive, споделен со менторите и со вас акцијскиот план ќе треба да го прикачите и овој. Значи, да сумираме, имаме пријава, што е 90% иста како првиот пат, само сега очекуваме да е многу подобра, поконкретна. Имаме буџет, што е само различна форма, но со истите ставки што ги работивте со менторот. Имаме акцијски план што е буквално ист како што работивте со менторот. Имате до пријавата нели Social Business Model Canva, што пак е истиот што го работите со менторот. Иако гледаат дека многу документи треба да дадете и да пополните, не е ништо на страна од тоа што сме го работеле во академијата и целта на академијата нели беше токму тоа, низ процесот на учење, вие да сте подготвени за овие документи да може да не ги прикачите, да не ги предадете со цел да може да учествувате на демотенот. Другите ствари се технички, можеби нешто заборавам, но ќе треба завршна сметка. Сите имаме нови завршни сметки од февруари-март од оваа година за 2024 и ќе треба нова тековна состојба заради тоа што не треба да биде постар од 6 месеци, а со тие што аплициравте веќе се постари од 6 месеци, ради тоа што поминаа 9 месеци од кога почна целиот процес на пријава за академијата. И еден документ тој што е форматот EU, каде што вие се подпишувате и декларирате дека не сте во банкрот, дека немате пречки да примате пари и така натаму и така натаму. Но тој документ само доколку има промена на подписник во меѓувреме. Да, ако има некоја промена. Ако тоа значи дека ако ви се поменал застапник по закон на организацијата, ако председателот, извршниот директор, директорка ви останале исти, тоаш документ нема потреба да го доставите. Имаме во благодарам, Луна, ќе ви испратиме презентацијата, насоките, документите, темплейтот, ќе ви испратиме во текот на утрешниот ден, ќе ги имате. Ако имате некои прашања, како што ви кажа, ви стоиме на располагање, ве молиме во ЦЦ имене и Сунчица и ќе се обидеме да одговориме на се што можеме во најбрз можен рок, заради тоа што знаеме дека треба полека да ги спремате документите. Само да дополнам, во петок, сега на 30 мај, имаме обука за grassroot организациите, онлайн обука,
за прибирање на средства или fundraising, диверсификација на фондови. Обуката ќе држи Маријан и доколку сте заинтересирани може да учествувате на истата, може да ви пратиме линк во групата, мислам дека Маријан ви праќа или да ви пратиме на имейл. Тоа е петок сега од 11 часот, сесиите се обично 3 часа. Да, ова е чисто споделуваме информација, секако не Не е е обврзано. задолжителна. Да, ама се што правиме од проектот со другите учесници, го споделуваме со вас ако сакате да учествувате. Добро, дали имаме некои крајни прашања? Дали е се јасно? Па да преспиеме, гарант ќе искочат многу Не, ако- прашања. Убаво е да искочат работи, не е ништо стварно надвор од тоа што го работевте, не е ништо ново. Треба само уште еднаш да седнете и да видите што сте сработили, да ставите на хартија. И мислам дека ви дадовме прилично флексибилен и разумен рок да имате од сега 18 дена да подготвите. Пријава од 10 страни, буџет и акцијски план. Супер, ви благодарам. Ви благодарам. Супер. Ако нема некои други прашања, мислам дека Сунчица биче сигурно питања још. Добро, Гордана, слободно. Тука сме на мејл, ќе одговараме на сите до сите и можеби ако има многу прашања ќе водиме некој онлайн документ на Q&A и редовно ќе го апдейтираме, па чим стигне прашање до нас ќе имате пристап сите. Така, најдобро е ако има и поединечни прашања да ги пратиме одговорите и до другите. Добро, не треба листа на учесници за овој, ова ни беше неформална инфосесија плюс, имаме скриншотови, имаме снимка, така да фала ви што бевте тука, малку повеќе од планираното. Се надевам дека убаво ви објаснивме и дека лека полека ќе се припремате за 25. Фала ви, имајте убав ден. Чао. Убав ден на сите. Фала ви, поздрав, чао, чао. Пријатно, пријатно.